Mirë vitan të nës. Si jeni? Po sa të bukur që në keni bërë juve sot, sa të mirë që në keni bërë. Gjithë jeni mirë, s'kemi të një problem. Наставничката Арта Садику Актеши го почнува часот по мајчин јазик за трето оделенците во основното училиште Имрија Елези во Скопски Чаир. Но незиното прво прашање до учениците навидум нема директна врска со предметот што го предава. Kush do të më tregon për ju ama drejt, sa orë e përdor telefonin brenda ditës? Abdullah? 2 orë. 2 orë Abdullah e përdor telefonin. Anik, sa orë e përdor telefonin? 2 orë e përdor. Wow. Ajman, sa orë e përdor telefonin? 10 orë. Po që po ndonë mëre këtu? Разговорот беше само вовед во следната задача. Учениците да препознаат и изберат меѓу примери за одговорно и неодговорно користење на мобилните уреди. Повеќето ученици ја завршија задачата брзо и без проблем. Sot mësuam për celularin sa ta përdorim. Dhe si. Kur të hajnë buk, s'duhet ta maj telefonin afër dhe kur vinë misafir, edhe kur lexojmë s'duhet ta maj telefonin afër, po duhet të lëm një çosh. Лекцијата за мобилните уреди всушност е дел од програмата по мајчин јазик. Во неа е предвидено и изучување на медиумска писменост. Na kanë mbetur edhe 14 orë tjera, të cilët do t'i përdorim gjatë vitit shkollor. Cili është qëllimi? Qëllimi është që ne t'i vëdisojmë fëmijët dhe nxënësit në përdorimin e drejtë të pajisjeve digjitale. Të jenë të vëdishëm që informacionet që i marrin prej aty të jenë të sakta, t'i mësojmë që ta shohin informacionin në mënyrë me syrin e tyre kritik dhe në mënyrë logjike dhe në të menduarit kritik. Se jo çdo gjë në rrjetet sociale, në mediume, është gjithçka pozitive. Kemi dhe anët negative, të cilët e fëmijët ndikon negativisht. Медиумската писменост стана дел од наставата по мајчин јазик во 2021 година со новата концепција за основно образование. Во погорните одделенија се изучува и во рамките на други предмети. Мораме да го достигнеме нивото на медиумска писменост исто така. Универзитетската професорка Виолета Петровска-Бешка, која е дел од работната група за изготвување на рамката за медиумска писменост, на презентација одржана на почетокот на октомври посочи неколку примери од националните стандарди што треба да се постигнат. Ученикот прави разлика помеѓу проблематични и поучни информации во медиумските содржини. Се бара тоа да го научи во трето одделение. Или да објаснува преку пример како содржините во медиумите влијаат врз емоциите на корисниците. Еден аспект од медиумска писменост. Да идентификува манипулативни содржини во медиумите. Тоа го бараме да може да го прави на крајот од третото одделение. Според Бешка, потребата за воведување медиумска писменост во училиштата е лоцирана одамна. Ако порано за писмен се сметал некој што знае да чита и пишува, подоцна да чита и пишува со разбирање, денес тоа не е доволно. Што е писменоста во современи услови? Да знаеш тие информации што доаѓаат преку медиумите, да можеш да ги анализираш, да пристапиш прво до нив, да знаеш да ги анализираш, да знаеш што да прифатиш како веродостојно, што како неверодостојно, да знаеш да правиш разлика, да не дозволиш да те манипулираат медиумите преку реклами од најразлична природа и да, значи, писмен си ако веќе разбираш како функционира медиумскиот свет и на кој начин тоа може да се злоупотребува и се разбира да се употребува. Токму во моментов се работи на тестирање на медиумската писменост на младите во земјава. Го прават заедно Државниот испитен центар и Меѓународната организација за развој и образование ИРЕКС. Директорот на ИРЕКС, Дејан Докузовски, објаснува дека тестирањето е спроведено кај трето одделенците, а се прави пробно и во петто одделение. Медиумската писменост е само еден дел, да бидам искрен. Ние, нашата држава веќе подолго време работела и на читање со разбирање, критичко размислување. Тоа се сегменти кои што постојат подолго време. Медиумската писменост сега се воведува како, да речеме, дополнителна област
и во ПИЗа, во следните фази на ПИЗа се воведува во сите наши тестирања. Државниот испитен центар буквално креираше една целина за да подобро не само ги разбере навиките на нашите основци колку време поминуваат на интернет, на социјални медиуми, како ги користат овие алатки, туку и да видиме какво е нивното разбирање, како ги приемаат информациите, како успеваат да ги пренесат, да ги разговараат со своите врсници, со своите родители и слично. Додека се чекаат резултатите од домашното, податоците од регионалните истражувања се аргумент плюс за воведувањето на медиумската писменост во образованието. Во јуни, Институтот Отворено општество Софија го објави последното издание на веќе редовниот Европски индекс на медиумска писменост. Од вкупно 41 држава, Северна Македонија е на 39-то место, а зад нас се само Косово и Грузија. И тоа е напредок, бидејќи лани земјава била рангирана на 40-то место. Од соседните земји, Албанија е рангирана на 38 место, Бугарија на 35-то, Србија на 31-во, а Грција на 29-то место. Колку една земја е подолу на листата, толку е поподложна на негативни последици од лажни вести. Кој ќе ми каже што значи тоа медиумска писменост? Медиумска писменост ни овозможува да се снаоѓаме со фотографии, текстови и видеа од весници, радио, телевизија, медиуми и интернет портали. Мислење, верување или гледиште. Фактите се податоци што можат да се проверат и да се докажат дали изнесеното тврдење е точно или неточно. Со дефиницијата за медиумска писменост, основците според новата концепција се запознаваат во 5-то одделение. Меѓу првите лекции, учениците учат за видови медиуми, а потоа се очекува да прават разлика помеѓу факти и мислење, како и проверка на точноста на информациите. Една таква вежба добија 5-то одделенците од училиштето Кирил Пејчиновиќ во Скопска Киселавода. Наставничката Весна Бошковска на часот по македонски јазик им даде задача да одредат кои од примерите се факти, а кои мислења. Водно е планина што се наоѓа на југот од главниот град на Македонија. Тоа е Скопје. Дали е стварно? Факт е? Факт е? Се наоѓа? До Скопје е блиску? А водно е убава планина? За часот да биде поинтересен, учениците добија уште една задача – да истражат дали наведените факти се точни. Реката Вардар тече низ градот Битола, најдовме дека не е точно, бидејќи е факт, ние проверивме на Google дали е тоа точно и најдовме дека не е точно. За Охридското езеро има просечна длабочина од 155 метри, тоа е точно, а најголемата длабочина од Охридското езеро е 388 метри, тоа не е точно, туку точното е 288 метри. Што истражуваме? Дали мислењето или фактот? Што истражувавте само? Сега истражувавме само за фактот. Наречиси сите часови по медиумска писменост предвиден е практичен дел кој го поттикнува критичкото мислење кај учениците, вели наставничката Бошковска. Медиумската писменост имаме уште часови, каде што учениците треба и да креираат сами медиумски пораки. Понатаму треба да истражуваат, ке учиме за дезинформации, да знаат како една вест е дезинформација. Преку постојат повеќе чекори на проверка на веродостојноста на информациите. Може информацијата да ја провериме преку слики и мора да научат дали информацијата која што ја прочитале има свој автор, има извор, од кого е споделена. Бошковска и Садику Актеши се дел од наставниците кои веќе поминале обука за медиумска писменост. Со поддршка од Министерството за образование и Бирото за развој на образованието, обуките ги спроведуваат ИРЕКС и Македонскиот институт за медиуми. Сметавме дека процесот на вклучување на медиумската писменост во основното образование треба да започне од наставниците. Тие треба да бидат медиумски писмени, да го разбираат концептот на медиумската писменост, да ги разбираат темите, за да можат тоа ефикасно да им го пренесат на учениците на час. Опфатени се над 8.000 наставници.
Минатата година беа спроведени обуки за наставниците од 2 и 5 оделение за околу 3000 наставници, а годинава од септември, од втората половина на септември, продолжуваме со обуки за наставниците од 1 до 9 оделение. Поточно ги обучуваме наставниците од оделенската настава и наставниците по мајчин јазик од 6 до 9 оделение. Во средното образование процесот оди побавно, а од лани медиумската писменост се изучува и на дел од педагошките факултети во земјава, некаде како посебен предмет, а некаде во состав на постоечките. Иако етапно и бавно, медиумската писменост очигледно веќе го зазема местото во формалното образование.